Почитуван председател, колеги советници, како правник навистина убаво е кога некој ќе спомене дека треба тука да се говори врз основа на факти и документи, па сега ќе имаме таква можност да говорам врз основа на конкретен документ кој што е назначен како измена на годишен план за вработување во општина Битола. Со овој документ општина Битола предвидува 39 вработувања, заклучно со крајот на оваа календарска година, односно 31.12.2019 година. Според информациите кои што ни се достапни нас како советници, 4 од тие вработувања се веќе реализирани на неопределено време, а уште 17 се преку Агенцијата за привремени вработувања. Што значи во најмала рака од овие 39, 21 вработување ќе биде реализирано како што беше всушност и планирано. Бидејќи цело време се говори за транспарентност, вие сакате да бидете транспарентни, тука зборувам за власта, за теми кои што сметате дека е добро да бидете транспарентни, а за теми кои што не сметате дека е добро да бидете транспарентни во очите на граѓаните, не сте транспарентни. Значи, општина Битола со овие 21 вработување ќе го оптерети сопствениот буџет по основ на плати и надоместоци за околу 6 милиони денари или 100.000 евра за тековната и идна 2020 година. Ова граѓаните и треба и мора да го имаат како достапна информација од нас, советниците кои што тие не гласаа, а уште повеќе од вас како советници од власта. И кога зборуваме за новите вработувања во општина Битола, која што во моментот има, чинам, 153 вработени, тука можеме да се надоврзиме кратко и на следните точки кои што се однесуваат или за измена и дополнување на годишните планови за вработување во јавните предпријатија, кои што се под капата на општина Битола, или се веќе новите планови кои што се законска обврска за 2020 година за нови вработувања. Така имаме уште нови предвидени работни места со вкупна бројка од над 60, ако знаеме дека општина Битола нема доставено се уште план за 2020 и едно од поголемите комунални предпријатија, јавното предпријатие Воловод, исто така нема доставено, тогаш таа бројка во изборната година 2020 ќе стигне до потенцијални нови 100 вработувања. И бидејќи многу сакате да зборувате за начинот на кој што се трошеле парите на граѓаните, еве за граѓаните да знаат, идната година само за новите вработувања ќе се потрошат 30 милиони денари пари на граѓаните по основ на плати и надоместоци за нови вработувања во општина Битола и во јавните предпријатија кои што се под надлежност на општина Битола. Граѓаните досега имаа можност да увидат за какви вработувања станува збор и тие теми се предмет на многу афери поврзани со практицирањето на власта од страна на СДСМ и коалицијата и на локално и на централно. Значи, сите дефокусирања од овие суштински теми не смеат да поминат. Благодарам.